Продолжува процесот на будење и спознае. Затворете ги очите. Длабоко вдишувам во себе и својата душа како едно. Кој диша? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Свесност е чувство на енергија. Присуство е чувство на свесност. Јас сум е чувство на присуство. Јас сум е свест. Јас сум чувство на присуство кое тече низ сите делови, низ сите клетки на нашето тело. Затоа што Илија Кавај дозволи да тече. Нека тече. Тоа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Тоа е природно вибрационо здравје. Нека тече во безпросторноста и безвременоста. Отворете ги очите. Неутрална енергија Кавај е динамичко единство на поларните спротивности. Во претходното видео, мојата висока свест, Адамус, се појави со изјавата дека најголемата илузија која човештвото проголтала е одвоеност на машката од женската енергија. На тој начин, ние сме фундирани во светот на релативноста, во светот на поларност. Впрочем, така функционира и целата природа. Пред веројатно 10 години, работејќи со мојата сопруга во Центар за здравје, кој функционираше како ортомолекуларна медицина, квантна медицина и помош на пациентите од таа област, ми пренесе информација дека добитник на Нобелова награда, не се сеќам кој беше авторот, е за медицина и пронајдок на еукосаноиди и нивното взаемно функционирање. Еукосаноиди се хормони кои лачат супстанци кои воспоставуваат динамичко единство меѓу негативните и позитивните еукосаноиди. Позитивните еукосаноиди спречуваат згушување на крвта и го спасуваат материјалното тело од инфаркт
или излив во мозокот. Да не дојде до отцепување на згрушениот дел од крвта и направи такви проблеми. А негативните еукосиноиди имаат обратен процес. Да го згрушат дел од крвта на местото каде е нападнато и постои опасност да крвта истече. Во релативниот свет, таа дуалност негативно-позитивно поприма избор на еден од половите и ние се врзуваме за тој пол. Карактеристично за полот живот-смрт. Тоа е динамичко единство кое не може да се раздвои. Ali ние се плашиме од смртта и покушаваме да ја победиме смрт. Бркаме фатаморгана. Истото се дешава во сите сфери на дуалност. Кава и неутралната енергија подразбира дека ние функционираме во енергетското поле, каде нема поларности. Зашто сега се навратив на оваа тематика? Ми створи некоја заблуда, некоја замка, како свеста е креатор на енергија и активатор на енергија. Енергија е згусната свест. Енергија сум јас и е креација. Креатор на таа креација е јас сум. Јас сум е присуство. Присуство на креаторот внатре собствената креација. Значи, свеста е присутна во својата креација енергија и ја активира. Свеста се шири во два правци. Или се зголемува, еволуира, или се врши деструкција, се намалува. Ако се зголемува, сетете се на претходната изјава во видеата, каде шива таму шахти, то значи каде свест таму енергија, ние доаѓаме до заклучок дека кога свеста се шири, се зголемува и енергијата, односно кава и неутралната енергија, во основа е гностичка креативна енергија. И таа ја прати свеста. Ние сме во единството и се доближуваме до тоталитетот. А тоталитетот, јас го подразбирам тело на свест. Од тело на енергија, од енергетско, значи јас сум енергија во форма на тело, доаѓаме до максималното сознание, јас сум свест во форма на тело. А обратниот правец, кога свеста се намалува и енергијата. Неутралната енергија во релативното поле, во полето на значајне, во полето на поларноста, ја дефинираме како физичка енергија, ментална енергија, емотивна енергија. Ја чувствуваме како физичка болка, како ментална болка, како емотивна болка. И ние енергетски се заледуваме. Слободниот проток на енергија, со проширување на свеста, со еволуција, се смалува со смалување на свеста и чувствување во полето на значајне на физичката, менталната и емотивната болка. Потоа, во тој свет е многу лесно да се дискутира. Постои емоционална скала и се надбудруваме, се сеќам во времето, читав една книга
за емоциите, беше сигурно преку 300-400 страни, видови на емоции и така натака, а морам да признам сега тоа ме замара. Не ме интересираат манифестациите. Не ме интересира само изворот на постојањето. Јас сакам да живеам во релативниот свет, сакам да живеам во светот на дуалноста и затоа секоја медитација која крстив природна хармоничка медитација, така отпочнува секој видео, али се од брзинава на ова сознание не бев припремен. Нити сакам така да се припремам, него сакам да фатам ова чувство со денес како да живеав. А денес сме 1. октомври 2023 година. Заглавив во размислувањето околу Тао, кој во основа значи динамичко единство на поларните спротивности. Од тука произлезе високата свест со изјавата дека тоа е најголемата илузија, поделбата на машка и женска енергија, која не втурнува во полето на дуалноста, во полето на вредностите. Во моментот кога се јави поново високата свест со изјавата а каде е твојот микрокосмос? Све е во тебе. Твојата енергија е начин на перципирање и доживување. Значи, и машката и женската енергија е во мене. Таа не е одвоена. А како можем тоа да го доживеам? Со префрлање во полето на енергетика. Тоа го објаснам во претходните видеа. Ако сме префрлени во полето на енергетика, тогаш во моето тело, во мојот микрокосмос се одвиваат милиарди поларни спротивности динамички. И тоа поново префрли во една паралела и ме унесе во полето на медицината, кога покушаваме да добиеме елементите во крвта, ставени во епрувета, доаѓам до сознание дека ние синергијата на таа динамика, на поларните спротивности ја рушиме. Крвта во вена не е исто крв во епрувета. Тоа е интересна игра, поларните спротивности, да ги анализираме, да ги толкуваме од сите сфери. И тоа е во ред. Ама идентификација со еден од половите, преку нашата мисла, преку одвајање од тоталното електромагнетно поле во индивидуално електромагнетно поле, кое пулсира по стресен рок-н-рол ритам, предизвикува големи проблеми околу нашиот телесен храм. Телесиот храм ја нападнат со мислата која господари во внатрешниот простор, кој квантната наука го покажа дека е празен. Таа празнина е исполнета со динамичко единство на поларните спротивности. Мислата го руши тоа динамичко единство. Мислата влегува во анализа и, усвојувајќи го еден од половите, идентификувајќи со него, ние патиме. Во моментот кога пред зајде сонце пешаче покрај мојата обала, бойлен камен и прекрасното Охридско езеро, ми се појави мисла, па и моите двете нозе се во динамичко единство. Ако ги усвам како поларни спротивности лева и десна нога, ја ги внесов во полето на значење. А како динамичко единство, тие се споени на некое место и функционираат како едно. И па тоа се дешава во сите органи во телото. На ниво на клетка,
Едни се раѓаат клетки, други умираат. Ту се милиарди клетки, милиони клетки кои секој момент се регенерираат. А значи, да се пренесе чувствата како се осеќаш во енергетското поле, во полето кога е неутрална енергијата, е стварно будење на личноста. Вниманието насочено према внатре, тој процес на чувствување на енергијата преку здивот е нагласен во скоро сите видеа. Зашто здивот? Па здивот е единствениот елемент кој е присутен сега, во вечното сега. Све друго е во светот на дуалност. И ако ние тоа го почувствуваме, ја почувствуваме енергијата. Па како? Па кој диши? Па јас. Па здивот е енергија. Што е живот? Живот е енергија во движење. А што ти е целта? Што е заклучокот на ова видео? Па целта е немој да го двоиш динамичкото единство на поларните спротивности. Тие се едно. И тука апсолутно е во право мојата висока свест Адамус со изјавата дека најголемата илузија во човештвото е илузијата на одвоеност на машката и женската енергија. Динамичкото единство, кога се замени со статичката илузија, ние го претворивме во слики, мисли, настани, предпоставки. Тоа стварно замара. И таа анализа, после 35 години потрага по исконското кој сум јас, и паузата од 5 години, и благодарение на парадигмата длабоко усвоена од мене, од мојот Адамус, мојата висока свест, дека свеста не е енергија. Енергија е згусната свест. Е крајно време да таа парадигма навлезе и во нашата квантна наука, врв на светската наука. Доста е за денес.